Кобра. Да кажеме дека Сашко Лазаров категорија до 65 кг имаше извонреден настап. За само 96 секунди успеа да го совлада својот противник од Ерменија. Реков, ова е прва борба од поподневните борби на Европското првенство, што ја следиме во живо. Драган Митев категорија 90 кг. Повторно исполнета зала за 25 мај, околу 1500, може би 2000 гледачи, ки ги има сигурно повеќе. Сега придружен елемент е и овој Блек оркестар, кој секогаш на ваквите спортски манифестации знае да направи добра атмосфера. Но ние се надеваме и дека Митев ќе има солиден настап и ќе успее да го поправи впечатокот. 1,5 минута од таа борба и германецот премногу не ризикува. 0:0. Сега да видиме дали ќе успее Митев да освои поени, не успеа да го префрли својот противник. Дали ќе собере доволно сили да освои поени и сепак судијата ги крева горе на партере двајцата борачи. Во овие попадневни борби во жрепката Гоцев Лазар во категорија до 76 кг имаше среќа, остана слободен и тој има еден поразен е од Таман Хиш Унгарија во првото коло. А Сашко Лазаров не му беше наклонет од жрепката, но сепак ќе се надеваме дека ќе успее да направи уште еден подвиг. Тој за противник го има Ботаев од Русија. Тешка борба ќе очекуваме за Сашко Лазаров, но да видиме како Митев ќе се справи со Кристијан Прибил од Германија. Синдрес германецот, Драган Митев, него го препознавате. И еве го првиот поен што го освојува германецот Кристијан Прибил. Добива совети таму од стручниот штаб Митев како да ја продолжи битката, борбата, но сепак мораме да кажеме дека во онаа прва борба, во онаа прво коло Митев како да беше и премногу импресиониран, без некој поголем отпор ја загуби таа борба, но сега да се надеваме дека ќе биде се поинаку. Верувам и вие што сте дома покрај малите ТВ приемници, ТВ екрани, се задоволни од било која причина што не се наоѓате во спортската сала 25 мај со посредство на ТВ каналот Кобра. Можете да ги следите овие борби. Така ќе биде во сите 4 дена, закочно со финалето, но до тогаш има многу, треба да се изведат овие квалификациони кола, но многу е важно, доколку да речеме Митев изгуби на оваа средба, во оваа борба, и тој ќе им се придружи и на Синани и на Исмаили, ќе се пресели на трибините. Да се надеваме дека такво нешто нема да се случи. Минути и 45 секунди борба, останува водството на Прибил против Драган Митев. Борач на боречкиот клуб Балканец од Штип, роден 1979 година. И ево, моментот ја гледат, за момент ја видовме на свечена ложа. Доаѓа председателот на Фила, господинот Милан Ерцеган, таму е Цено Ценов, председателот на Цела, и се разбира председателот на ова Европско првенство и прв човек на СБСМ, господинот Чифлиганец.
Гледате на 1 минута и 3 секунди до крајот. Прибил се уште има водство. Некои позначени резултати на Драган Митев е вице шампионската титула на државното првенство токму ова 1998 година и четврти на Балканијадата 1996 година. Значи неговата кариера мора да напредува, треба да оди по една нагорна линија. Пасивен беше Митев, така оценија судиите и сега видиме колку ќе вкјари од оваа позиција Кристијан Прибил од Германија. И након на денешните 3 душека следиме борби во категориите 49, 56, 65, 76 и 90 килограми, додека во останатите категории 52, 60, 70, 83 и до 115 килограми. Првите квалификациони кола се утре од 10 до 13 и од 16:30 или евентуално некоја измена ако постои до 19:30 часот. На 5 секунди до крајот стои водството за Прибил, но нема да биде доволно овој 1 поен за во регуларните 5 да биде победник. Кој ќе победи од овие двајца борци, го продолжува надпреварувањето, ги продолжува борбите, одиме понатаму, значи со нови 3 минути. Тоа ќе бидат и само 1 поен за Прибил, води 2:0. Доколку освои уште 1 поен, ќе слави победа, нормално. Стручниот штаб очекуваше можеби и повеќе од Митев, но беше дилемата во оваа категорија Митев или Мите Јованов од Бучим, боречкиот клуб Бучим. На некој начин можеби ќе беше и подобро младиот, но мощно перспективен и даровит Мите Јованов се појавеше на ова европско првенство, не така одлучи стручниот штаб. Рекламните пораки се составен дел од овие директни преноси, што е нормално. Верувам нема да ни замерите, почитувани гледачи, но ние се трудиме да ви пренесеме се што е најактуелно во живо од цялата 25 мај. Продолжува својата офанзива Прибил, нов поен и тука е крај на борбата. Тука е крајот на борбата, победа на германецот Прибил и простување на Драган Митев од борбите на ова европско првенство.